Букиве. Абе, само Цвилиш кој не си на власт, бе. Сега за градоначалник си се кандидирал. Па Цвилиш на моја мајка, да. Целата твоја, како да кажам, политичко наследство е цвилење. Антиалбанството у Македонија, пониженоста на албанците. Албанците се дозволува говор на омраза против нив. Албанците понижен народ во Македонија. Само Цвилиш. А умеѓу време ќе направиш по некој патување кој си на власт, така да им го начукаш на македонците кога лобираш против Македонија, кога се уортачи со Бугарија против Македонија, кога беше решен во ортаклук со бугарите да го продадеш македонскиот идентитет. Тоа може, нели? Ова со цвилењево отиде некако паралелно. Последно цвилеше, бе, Буки, на некој меч тамо, поема неам, се скандирала, не знам какви говор на омраза некој од наша, од македонскава публика горе. Не знам ни што скандирале, некако скандирале, ни па ме заболе, да ти кажам искрено. Па нешто против премиеров не реагирал, дозволал говор на омраза, има шоп, одма, доаја понеделник, одма обвинителството потекнува истрага да утврди кој точно и што викал на тој меч. И сега, бе, Буки, сега пак Цвилиш зашо обвинителството отворило истрага. Него да те прашам нешто. Ова вашиве, твоиве, еве морам, пошто ти секојаш со ги користиш тие бинарни опозиции, мои, твои, наши, ваши, црно, бело. Да те прашам нешто. Не сум те чул нешто да свилиш вашиве кога ја свиркуваат по стадиони македонската химна. Не сум те слушнал нешто да реагираш кога вашиве скоро на еден исто така спортски меч не го испочитува, тоест покажа непочит кон невините жртви во Гочанската трагедија. Не те видов нешто да цвилиш кога сега пред некој ден у еден град у Западна Македонија за Илинден некој го симна македонското знаме, тоест до него закачи албанско знаме кој што не е државно. А се знае, бе, Буки, на државен празник дека државното знаме се истакнува. Каква врска има двоглавиот орел со државното знаме? Државно знаме ли е двоглавиот орел, бе, Буки? Што не почнеш да цвилиш на таа тема, еве ти најтазе. Што е со тие што го закачуваат албанското знаме на бандерата до македонското или го се минјаат македонското или не знам дали го се минјаат? Што е со нив? Буки, што не бараш апсење, што не бараш обвинителство да покрене акт, не знам, овона. Ете и добра идеја државата против тие што ги гледаме на клипот, што го ставаат албанското знаме на Илинден, горе на бандера, веднаш да поведе постапка и да бидат приведени. Веднаш тие двајца. Кои се? Види, Буки, искрено да ти кажам, ја не сум од оние типови што за да покаже некоја, како да ти кажам, некоја чувство за соживот или чувството за соживот го истакнува како пропаганда преку медиумите. Па деме, кога ќе кажеш јас сум седел со некој албанец или со албанци, тоа да го кажеш, види ја колку сум open-minded, јас сум за соживот, за братство, единство и така натаму, па тоа на медиум кој ќе го кажеш, па некако цветаш, еве јас, Ја ќе ти кажам вака, ја немам проблем да седам ни со албанци, ни покрај албанци. Еве, искрено ти кажам. И дури као малко сум идел кај дедо ми на село, кога он бил таму у викендицата, у Кичевско, селото е тринационално. Ние од деца сме се дружеле и турци, албанци и македонци. За неверовати, ова 80 години раните, 80 години. Ја не памтам некојаш, сме се степале меѓу себе. Ама ја не памтам да сме се степале на национална основа. Не памтам. Јас сум сигурен, никогаш не било тоа на национална основа. И секојаш сме се дружали. И тоа завршил по некој бог звамо таму, после па сме седеле заедно. И денеска да отидам таму, одма ќе дојде да ме видат, одма ќе се рашири ни селото и дошол, Сашо, глумецон, одма ќе дојдат. Тамо кај што ќе седнам, ако седнам кај некој другар од 10, одма у таа куќа ќе дојдат уште 15 души. Шо турци, шо албанци, шо македонци.
И ќе продужиме тука. Иначе голем поздрав до Емин. И до сите останати, нели? Да не ги редам да многу се упичку, мате. И Златко, и Лука, и Бобе, и Тони, и сите тамо што се. Не можам стварно да редам, него едва ќе се навреди. Него, што сакав да кажам? Така да јас сум го живеел тоа, бе, Буки. Ја имам растено, така, и со албанци, и со турци. Јас затоа немам проблем денес ко седам со албанци на иста маса и ово она, отворено да зборам некои работи, ниту па се плашам отворено да им кажам некои работи. Ова на политички, мислам, на политички нешто. Ја им кажувам. Ама им кажувам со аргументи. Затоа луѓето најмала рака, кога ми разбираат, чутат, не коментираат, затоа што длабоко себе знаат дека ја аргументирано зборам, ја не плямпам на памет. И затоа чутат, некој некојаш нешто ќе контрира, ќе онади, пак ќе се обидам јас од моја страна да му ги образлушам моите аргументи, дали е дека не е во право, дека е ова, дека она, дека со преку примери. Аргументирано, Буки, знаеш што тој збори аргументирано? Ти збориш у ветар. Тебе свети смета само кога не си на власт. Уствари сега прв пат не сте на власт. Па затоа сите ви сметаат. И премиерот, и ВМРО, и македонците, и цела држава ви смета. Не сте на власт, брат, останавте без изворот. Без чекмеджето останавте. Без тоа златната жица останавте, како да ви кажам. Така што, твоево запомагање се поише и поише изгледа, не изгледа, него се поише и поише станува патетично. И мислам дека пак ќе употребам твоите бинарни опозиции, пак овие твоиве мора да те слушаат, ама се надевам дека сватија многу работи. Дека вашето постојано играње на антагонизам меѓу албанците и македонците во иднина ќе станува се поштетно. Не затоа што на самите ни веќе им е досадно да ве слушаат. 20 кусур години играте на таа карта. Не само затоа што на албанците им е станато досадно да ве слушаат, туку затоа што и на македонците им доја више преку глава да ве слушаат. Истите демагошки, вратоломи, пропагандни, шовинистички, насочени против македонците, оцрнување на македонците, колку се лоши, колку се ова, колку се она, колку се вакви, колку се онакви. Буки, логично е кога на некој нешто постојано му даваш, а при тоа не му направиш филм у глава дека тоа треба да го заслужи или тоа треба да го врати на некој начин. Нормално е што човечко толку тоа станува големо. Дали се работи на ниво на поединец, дали се работи на ниво на народ. Вас, што се изборивте, но и волја на македонците беше после некој време да ви се дадат многу работи. И ви беа дадени. И дека го злоупотребувате тоа. Го злоупотребувате, бе, Буки. Толку многу го злоупотребувавте, што и на нас не дојде македонците преку глава. Па мој, па преку мој. Усул да се нема. Вашата ароганција, Буки, поготоа в твојава партија која беше на власт, отиде, го проби, стратосферата ја проби. Стратосферата. И немаше да биде никаква грешка сегашнава влада на таа шовинистичка ароганција да ја застане погрубо на пат, без навреди, без никакви навреди. Не ви одзимаме никакви права што сте ги добиле, ама не може така. Затоа што вашата реторика, која што вас ви носи политички поени и материјални поени, се одразува штетно на многу други луѓе.
исклучувајќи ги албанците и највише македонците. Не се трпи тоа. И сите се свесни дека тоа е отидено, дека тоа е претерано. И дека тоа тука мора да сопре. Оти сепак не сте само вие, малцински народ у Македонија. Извини ако се навреди за ова малцински, јеби. Има тука и бочњаци, има тука и срби, има тука и турци, и роми има, и црногорци, и хрвати. Не сте само вие, бе. И место конечно сите да сватите, да сватиме, дека или ќе бидеме заедно за да направиме држава респектибилна, или ќе висиме одделно. Така се случи со таа старата држава. Можевме да останеме заедно, мислевме дека сме многу паметни, многу фраери, ако се растуриме, ако се поделиме, ако се испоубиеме, за сега многу од тие држави да висат одделно закачени на некоја суво дрво јаворово од страна на тие кои што ја растурија таа држава, с кои што помогнаа со пари, луѓе, логистика таа држава да се растури во крв. Мислите дека растурањето на Македонија нема да биде пак такво, со железо и крв? А многу се лажете. Зашто тогаш распирувате национална омраза, бе, буки? Пред избори градоначалник сакаш да бидеш, уште на тие појник играш, место таму каде у Чаир Мајер да им ветиш, не знам каква инфраструктура, вселенски бродови, како ќе очистат ѓубрето, ти продаваш муда за бубрези тука уште со тие шовинистичко-националистички пораки. Македонците биле ѓубрења, македонците... Ништо не сте поразлични, ако више правиме муавет. Ништо! Милиони направивте неколку семејства. За кој човекови права ти правиш муавет? За кој понижување албанците правиш муавет? Со тоа што поединци од вас заработија од нас, од оваа држава, тоа што бевте 20 и кусур години на власт, можете да купите пола македонци у држава со тие пари. Со се партали да ги купите. Шо паламудиш, бе? До која ќе те слушам како ми кукумјавчиш тука? Пол Жафедер. Ако мене лично ме праша некој, ја те колку сум за сузбивање на сите девијантни појави, особено на спортски надпревари. Знаете колку сум против тоа? Ја да сум, у исто време, а тоа така треба и да биде. Почне ли такво непочитување кон државата, химната, одреден друга етничка заедница во Македонија? Луѓе, не бе обвинителство, тоа е втор степен. Да покрене обвинение, да ги најде сторителите, прекршителите и така натаму. Прв степен е, влагаш со специјалци, празниш трибина. Празниш трибина. Од и тие групи секогаш се продолжени раце на политичките партии. И тие ништо не прават случајно. Дури и кога навредуваат некого, дури и кога покажуваат непочитување кон некого групно, она психологија на толпа, тоа нема ништо случајно. Или ништо тоа не е ми прднало сега на памет, и ај сега сме почнали да скандираме, не знам, ова за шиптари, она за шиптари, ова за македонци, она за македонци. Или свириме химна. Од секогаш тие групи биле дел од продолжени раце на разни групации политички кои што ги користеле како маша за распирување на оган меѓунационален, внатре државен и така натаму и така. И тоа сите го знаете, така? Не сте глупи. Како почна распадот од таа Југославија, се сеќавате? Прво на спортските настани. Тука почна прво да се распирува омразата, за да кулминира со она тепачка 91 година на Максимир меѓу навивачите на Динамо и Црвена звезда. Што фактички со тоа како да беше еден вид го означи гонгот на почетокот на крвавата разврска на југословенската криза. Па треба да учиме од грешките, бе. Треба да сватиме некои работи од грешките, треба да ги поврземе работите. Секоја таква провокација
Пошто еве сега, у мода е сега на Мицковски, на ВМРО да му се каже антиалбанска дека, антиевропска дека, антиова, антиова. Само така треба со ваквите кои што така кажуваат. Ама одма постапување на државата, на органите, обвинителство, полиција. Како сега, обвинителство потегнало, не знам, против овие, истрага, против тие, на мечот, кошаркашкиот меч. Оној што го ставаше албанското знаме, тие двајцата, исто двајцата треба да бидат приведени. Да објасна тој свој чин. Секоја провокација, таква, јавна, кон една или друга етничка заедница, треба да биде санкционирана веднаш. Да се прати порака и овде кај Македонија, и горе, у светот. Ако се пречутуваат ваквите провокации, тоа веднаш ќе биде искористено од секој играч од внатре и од надвор. Таквите провокатори, таквите групи, дали се навивачки, дали се вакви, дали се онакви, уште повеќе да ги поттикне со ваква инекција или онаква инекција, да продолжи да го прават тоа во некоја по-екстремна форма. Не треба ја овие работи да ги објасна. Така да немој да плачеш, бе, Буки, патетичен си, жими све. Ти си ти кампања за градоначалник. Ама пробај нешто конкретно да им ветиш на жителите на Чаир. Не ги замајавај со вакви курназлаци и јанзи. Ај, гитла се.